Господине премиер, реконструкцијата на владата ја најавивте уште за време на председателските избори по катастрофалниот резултат после првиот круг од изборите, и тоа само за 2 години од вашето владење. И тоа го најавивте вака со многу голем елан и ветување дека ќе направите големи промени и смена на секој еден функционер кој што е арогантен, кој што не крева телефон, функционер кој што не работи, не покажал резултати во работењето, или има индиции дека прави криминал при работењето и уште еден куп други квалификации кои вие ги набројавте како причини за смена. Но по 2 месеци и тоа на ваша длабинска анализа се одлучивте само да направите една мала козметичка корекција во владата. И тоа е ваше право, вие сте мандатар, вие одлучувате, вие одговарате. Меѓутоа, она што е дискутабилно во сето оваа работа е што при предлогот на разрешувањето на одредени министри вешто избегнавте да ја кажете вистината или вистинската причина на вашата одлука за разрешување на министрите, токму во тие ресори кои што ги водат, со што уште повеќе ја разочаравте македонската јавност, бидејќи образложението дека сите се добри, но ќе ги сменам, не држи. Господине премиер, неспособноста и криминалот во оваа влада не можете да го покриете со преместување на министерот за животна средина и просторно планирање од ова во друго министерство, без разлика која функција тој ја има во партијата од каде што доаѓа. Така беше вашето образложение и кажавте дека не можете да го смените од тие причини и затоа всушност вие го унапредивте, односно сега ќе биде министер во друго министерство. Фактот дека министерот за животна средина и просторно планирање не покажа апсолутно никакви резултати и не значи дека со преместувањето на овој министер проблемите ќе бидат решени. Проблемите остануваат, а градот Скопје, градот Куманово, Тетово, Кавадарци нема да бидат почисти градови со смената на овој министер. А за градот Скопје и да не зборувам, и понатаму ќе остане еден од најзагадените градови во светски рамки. А последиците од загадувањето сме ги кажале, ги кажуваме, ги знаете и вие, дека се големи, посебно кон малите деца и хроничните болни. Го повлековте министерот за земјоделие во партијата за да ја прикриете неговата неспособност како ваш драг пријател и катастрофалната политика во земјоделието. Но на тој начин нема да ја подобрите катастрофалната состојба во земјоделието. Нема откуп на земјоделските производи. Нема загарантирана цена на земјоделските производи. Пазарите наместо да ги проширите, вие ги затворивте. Па земјоделците се принудени својот род да го истураат на ниви. Многу мои колеги го кажа ова се вистини и јас би препорачала, почитуван премиер, вие лично, изненадно, да појдете еве во Росуман, бидејќи сега е периодот на откуп на праски и да видите кој ја кажува вистината, а кој не. Значи, таков е случајот во Росуман со праските, така беше со откупот на јаболките, така е случајот и со рано градинарските култури во Струмица. Но очигледно за вас земјоделците не се важни, бидејќи за нов министер за земјоделие
Предлагате човек кој што и до сега учествуваше во креирање на земјоделските погубни политики и представува всушност една продолжена рака на досегашниот министер. Очекувањата на земјоделците од ова кадровско решение се рамни на нула уште на самиот почеток. Многу сте контрадикторни во вашето кажување за смената на министерот за финансии Тедовски. Еднаш велите дека не е лош министер, дека е добар министер, а сепак го менувате. И сега недоумицата е навистина голема. Добар ли е, лош ли е, иако е добар, зошто го менувате? Кога 100 пати од оваа говорница повторивте дека економијата бележи раст и уште ќе расте. Нелогично е економијата да е одлична, министерот да е добар и да биде сменат. Господине премиер, вашиот брод почна да тоне, а вашите морнари, наместо да ги спасуваат патниците, тие први го напуштија и бродот и вас. Таков е случајот со заменик министерот за образование и советникот на министерот за финансии, а сигурна сум дека има уште многу такви. Незадоволството од вашето работење дојде прво од вашите најблиски соработници, свесни за тоа, први го напуштија бродот. Меѓутоа, на одење ви пратија многу јасна и пријателска порака со точна локација на проблемите во вашата влада. Но очигледно, вие не ја примивте таа пријателска порака од нив, па се впуштивте во непријатен коментар. Но времето, и тоа за многу краток период, ќе покаже кој бил во право, а кој не. Кога ќе го изгубите слухот за проблемите на граѓаните, тоа значи дека вие брзо ќе си заминете. Господине премиер, јавното мислење е дека прв кој што требаше да замине од оваа влада е министерот за здравство. 2 дена зборуваме за реконструкција на владата, за министерот за здравство збор не се кажа, како да е заштитена бела мечка, а состојбата во здравството е катастрофална и повеќе од алармантна. Перцепцијата на нашата фела за неговата работа е дека, освен тендери, министерот за здравство не го интересира ама баш ништо. Во извештајот на Европската комисија стои дека земјата е умерено подготвена во областа на здравствената заштита и дека не е постигнат напредок во областа на здравствената заштита. Повеќе од 1/3 од сите здравствени услуги се исплаќаат од џебот на граѓаните, што укажува на квалитетот на здравствената заштита и создавањето на социјална разлика. Да ве подсетам, ветивте бесплатно здравство за сите, па еве сега, кога кажувате дека економијата расте и че расте, сакам да ве прашам до каде е работата со овој проект во здравството. Од едно е сигурно, а тоа е дека сиромаштијата расте и повеќе од 500.000 граѓани на оваа земја живеат на работ на сиромаштијата. Во државата е прогласена епидемија на морбили, а нема вакцини, нема лекови, па мали деца умираат затоа што нема обичен лек, односно антибиотик. Во нашата држава, во денешно време, почитуван премиер во 21. век, умираат млади родилки и тоа од сепса, што е недозволиво, а за тоа не повикавте никоја одговорност. Во здравството има премногу проблеми, не се само платите на здравствените работници, тие проблеми бараат и многу работа, бараат и средства,
Меѓутоа се надевам дека ќе ги Благодарам. слушните апелите на моите колеги доктори, на јавноста и дека во најкраток временски период ќе превземете нешто Самка во областа Ибраимовски реплика. здравство.